на хартија бесплатно, меѓутоа во пракса воопшто не е. Навистина има скриени трошоци кои што не се земаат во обзир. Не можеме да се стремиме директно да го голтнеме залакот на тоа се да биде сосема бесплатно за едно квалитетно образование. Основното и средното образование во Македонија се бесплатни, ама учениците имаат едно големо но. Колку чини бесплатното образование во Македонија? Основни работи се финансираат и се кажува поради тоа дека образованието е бесплатно, ама образованието не опфаќа само минимумот кој што треба еден ученик да го исполни или минимум од условите кои што ги има за да знаењето го приме, туку треба и да има реално некоја комфортна зона во која што ќе може тоа ефикасно да го направи, а мислам дека тоа не се овозможува секогаш до максимум. Во училиштата нема доволно ресурси, нема сапуни, нема тоалетна хартија, во учениците знаат да биде премногу топло или да не поставуваат завеси или ролетни, па сите тие трошоци се сносуваат на родителот и на тој начин образованието делува дека е бесплатно, меѓутоа не е. Има праг кој што е покриен од државата, меѓутоа за ученикот на вистина да го достигне неговиот образовен максимум, потребно е тој или самиот или родителите да потрошат одредена сума на пари за да може на вистина да се достигне максимумот кој што ученикот треба да го има за да има успешни резултати. А исто така и во основното образование не само едната основна парична сума од 100 денари која што плаќа ученикот за осигурување, ако земеме храна до 5-то оделение или до 3-то оделение во зависно од училиштето, родителите треба да плаќаат одредена сума за школото да ги покријат тие трошоци. Нешто што сакам да додадам е дека покрај самите основни, да кажам, ресурси што се обезбедуваат, треба да се стави малку под прашање според мене и нивниот квалитет, поради тоа што се случува со инвентарот, со учебниците, со да кажам многу други работи кои што се, да кажам, фатени од државата, како тие основни некои работи што треба еден ученик да ги има за образование, се во многу лоша состојба, ретко се обновувани, ретко се нови купувани и во некои најлоши случаи дури може и да има недостаток, воопшто да фали некој од овие работи. Јас би се надобрзал на двајцата. Први на тоа што го кажа за Леона за дали образованието како такво што е поставено му дозволува на ученикот да го постигне неговиот максимален потенцијал. И мислам дека тоа воопшто не се случува и најдобар пример за ова ќе биде изучувањето на странски јазици во училиштата. Особено во основните државни училишта во нашата земја. И навистина кога ќе се распраша човек ќе види дека ниту едно дете што познава некој јазик, било тоа англиски, француски или германски јазик, не го научил јазикот на училиште, туку мора да посетува додатни курсеви, по центари за странски јазици, по приватни програми, по сето тоа што е дополнителен трошок за семејството. Нашите училишта имаат акредитација да предаваат за странски јазици и странските институции во останатите држави веруваат на тоа свидетелство дека ученикот со таква оценка по тој предмет треба да има вакви познавања по англиски јазик, по француски јазик, по германски јазик, меѓутоа во пракса тоа не се случува. И не може да каже еден образовен систем дека нуди квалитетна програма по изучување на странски јазик, а всушност учениците да мора да плаќаат по трети странки за да се образуваат на тој јазик и да добијат некакво елементарно знаење што им е потребно. Тоа што го кажа Леа околу инвентарот, во претходниот периоди учебниците беа прогласени за бесплатни, меѓутоа се виде во каква состојба беа тие учебници, дека во многу училишта фалеа испечатени учебници, па беа давани во руинирана состојба и со текот на времето не биле добро сочувани. Тука веќе беше искористуван како аргумент зошто треба да се воведат и дигиталните учебници, меѓутоа треба да се биде претпазлив и да не се случи истиот момент со дигиталните учебници, како тој што беше со печатените. Што кажа на почетокот во врска со дополнителните трошоци во основното образование, особено за сапунот и за тоалетната хартија, бидејќи тоа во мене пробуди едно сеќавање кое што го имам во основно училиште, тоа е дека сите од оделението всушност имавме задача на почетокот на секое полугодие да носиме по една ролна тоалетна
тоалетна хартија и да носиме сапун, кој што не беше обезбедено од државата, туку беше на трошок на сите семејства, а исто така во врска со странските јазици. Мислам дека порелевантен пример за тоа би биле природните науки, меѓутоа со предметите како математика, биологија, хемија, тие предмети имаат достапни збирки од кои што голем дел од професорите сакаат да работат со нив, а не се покриени од страна на државата. Односно, ученикот има одговорност да ја набави збирката, а за да може да го заврши материјалот кој што му е потребен на часот, да мора всушност да потроши пари кои што не се предвидени од страна на Министерството. Дефинитивно се сложувам со Леона и на ова прашање, бидејќи мислам дека и ако ништо друго голем трошок се прави на приватни професори за децата баш да го исполнат својот максимален потенцијал, нели било тоа преку курсеви или пак преку индивидуални часови кои што уште поголем трошок можат да представуваат и пред се не можат сите да си ги дозволат, а во некои случаи, да кажем, доста често се неопходни за вистински да се совлада одреден материјал, бидејќи барем од моето искуство и барем од тоа што знам за професорите тука кај нас, дека немаат сите отворен однос со учениците, дека не се постојано достапни, да кажам, за материјалот, немаат, често се случува да првичната нивна цел биде да ја завршат работата кој што тие мислат дека имаат, односно да ја земат платата на крајот на месецот, наспрема тоа максимален дел од учениците на најдобар можен начин да едуцираат. Колку што сум запознаена, не знам дали точно некој има направено пресметка за тоа колку парични трошоци би требале да се посветат, да речеме, за 4-та година средно, меѓутоа во зависност од смерот, од зависност од школото кој што го посетува ученикот, потребни се различни трошоци, збирки, тетрадки по писмени работи, основни тие училишни трошоци, но и додатен училишен материјал кој што му е потребен на секој ученик. Варира од ученик до ученик колку би биле тие екстра трошкови, со тоа што на некој може по повеќе, да кажам, предмети му треба помош, некој е помалку, некој ќе добие повеќе, да кажам, оштетен инвентар, некој ќе добие поквалитетен, зборам за учебници и така натаму. Некој ќе му требаат повеќе приватни часови, некој ќе ги набави на кај еден професор кај што се поевтини, некој кај друг каде што се поскапи, така што варираат трошоците, но да кажам дефинитивно дека се повеќе од тоа што треба да бидат за еден ученик. И дополнително и од Државен завод за статистика има неколку извештаи дека септември е еден од поскапите месеци за домакинствата, особено за домакинствата што имаат деца, токму поради овие трошоци поради тргнувањето на училиште, па кога дополнително ќе се вклучат екскурзиите и трошоците за храна. Околу пресметките мислам дека ќе биде интересна иницијатива ако Сојузот на средношколци направи некаква пресметка за потрошувачката кошничка на еден средношколец, да видиме како се троши, колку пари се трошат на таквите трошоци, колку самиот образовен систем го оптоварува ученикот и на крај крајева како да се приоритизираат тие трошоци, да се види што е најважно и што е помалку важно. Треба да им е овозможено на учениците минимално количество на училишни средства, како тетрадки, како пенкала, како моливи учебници, да биде еднакво распределено за сите ученици, да не биде фокусирано на гимназии, туку да биде фокусирано на сите средни училишта, или да не биде фокусирано само во еден град, туку да биде во склоп на целата држава. А тоа е нешто на кое што сметам дека Министерството за образование нема посветено воопшто време, а особено кога станува збор за средните училишта, и дека е потребна некаква надворешна иницијатива да се покаже кои се навистина тие скриени трошоци и колкави се всушност тие скриени трошоци. Дали тие се дали трошоците кои што еден ученик треба да ги даде за да има квалитетно средно образование се повисоки од трошоците кои што државата ги има кон тој ист ученик. Според мене мислам дека не можеме да се стремиме директно да го голтнеме залакот на тоа се да биде сосема бесплатно за едно квалитетно образование, но тоа што можеме е дефинитивно да го сведеме тоа на минимум или на некое рационално ниво. Од Министерството за образование и наука немаме добиено иницијатива или барање по ова прашање, меѓутоа ние не сме тука само да одговараме на нивните идеи или да даваме коментар на нивните мислења, туку треба да действуваме и проактивно. Ваквите трошоци дури кај нас се толку вкоренети во подсвеста што дури не се ни гледаат како трошоци, туку едноставно се земаат здраво за готово. Меѓутоа
во пред почетокот на летото изреагиравме и по корупција во одредените средни училишта, каде што беше согледано дека училиштата наплаќаат парични средства на средношколците за издавање на сведителства. Сапунот и моливот не се скапи кога би биле само тие. Не може секој родител да ја плати потрошувачката кошничка на својот ученик. Може ли државата?